Во дневникот на К1 телевизија ќе гледате вести од економијата, политиката, земјоделието и образованието. По најавата за актуелните настани се враќаме веднаш. Останете со нас. Полуматурантите ги наполнија средните училишта. Денеска стартуваше првиот уписен рок. По патеката на славните велешки трговци од утре па во наредните 4 дена по реката Вардар ќе пловат гемиџиите на новото време. Министерот Тевдовски најави од септември минимална плата од 12.000 динари. Градоначалниците на општините кои се дел од Вардарскиот плански регион во Велес ја одржаа 23-та седница на Советот за развој на регионот. На седницата беше одлучено да продолжи проектот за поставување на канализациона мрежа и пречистителна станица во Отовица. Одобрени се средства за лицето кое ги води активностите и непосредните комуникации со бизнис секторот. Валентина Михајловска со деталите. Извештај за тоа до каде се започнатите проекти преку Вардарски плански регион поднесе раководителот на истиот на 23-та седница која се одржа во просториите на општина Велес. Денешниот ден е последен од правосилноста на одлуката, каде што ќе започне да се работи канализацијата во Отовица и пречистителната станица влезот во езеро Младост, информира председателот на Центарот за развој на Вардарски плански регион Славчо Чадиев. Тоа значи дека ќе имаме и продолжување на проектот со работка со бизнис секторот во Велес, значи се одобрени средства за понатомашна работење на лицето кое што ги води тие активности, непосредните комуникации со бизнис секторот во Велес и во Вардарскиот регион, така да овој период ќе го искористиме како предпоследна седница во летниот период. На седницата се донеса одлука за распишување конкурс за раководител на ВПР. Одлуката за избор ќе биде донесена во наредните 7 до 10 дена по разгледувањето на кандидатите кои што ќе конкурираат за оваа позиција. Денеска и утре 9 оделенците треба да одлучат каде ќе го продолжат своето понатамошно образование. Уписите се во тек во 4 средни училишта во Велес. Според информациите кои ги добивме од директорите на овие училишта, велат дека очекуваат да биде потполнет бројот кој е предвиден за учебната 2017-2018 година. Денеска и утре 9 оделенците ги поднесуваат своите пријави за упис во средно образование. 4 средни училишта во Велес подготвени го дочекаа денешниот ден, велат одговорните. Професорите беа на работните места и им помагаа на учениците при пополнување на пријавите. Според јавниот оглас, средното коле Неделковски во новата учебна година планира да запише 8 паралелки во електромашинската струка, сообраќајната и гостителската. Во овој момент состојбата не можам да речам дека е лоша, имаме веќе 150 на пријавени ученици. Денот тече и понатаму, очекуваме се уште ученици, еве доаѓаат. Се надеваме дека го направиле според нас правилниот избор и го избрале нашето училиште. Оваа учебна година нема упис во спортската паралелка во гимназијата Кочо Рацин. Според објавениот повик, ова средно училиште планира да запише 6 паралелки со македонски наставен јазик и една со албански. За нешто повеќе од 4 часа во гимназијата веќе имаме запишано 123 ученици од основното образование кои ќе учат на македонски наставен јазик и 8 имаме во паралелката на албански јазик. Во химиското Димитрија Чуповски најголем интерес по првиот уписен рок има за медицинските струки. Бројот на пријавени ученици е околу 140 во сите смерови во сите образовни профили кои што ги се пишуваме. Интересот за овој образовен профил физиотерапевтски техничар од здравствената струка и оваа година се провлекува како и секоја година. Со тоа што оваа година исто така има пројавено интерес од страна на 9 оделенците за медицински лабораториски техничар. Родителите постојано се во контакт со училиштето. Ние се обративме до Министерството за образование и наука, еве сега повторно по завршувањето на првото пријавување повторно ќе се обратиме и се надеваме дека ќе имаме позитивен одговор и дека ќе им се излезе во пресред на 9 оделенците се со цел задоволување на нивните интереси за понатамошното школување. Во економското Јовче Тесличков има слободни места за 204 завршени основци.
Очекувањата се дека барем половина од слободните места ќе се пополнат во првиот уписен рок. Има пријавено 80 ученици кои што се пријавуваат за профилите економски техничар, деловен секретар, банкарски техничар и продавач. Тие што досега дојдоа се примени и мислам дека го направија вистинскиот избор, заради тоа што економско-правна и трговската струка е актуелна во моментот во Република Македонија, бидејќи нуди можност за вработување и за продолжување на понатамошното образование. Досегашната пракса покажува дека 4 средни училишта во Велес ќе организираат второ пријавување во јунскиот уписен рок и запишување на ученици ќе се врши на 5 јули, а резултатите од запишувањето и слободните места ќе бидат објавени на 6. Пријавувањето и запишувањето на ученици во августовскиот рок ќе биде на 24 август, а резултатите од запишувањето на учениците и слободните места еден ден потоа. Продолжуваме понатаму со истата тема. 816 слободни места има во трите средни училишта во Кавадарци. Во гимназијата Добри Даскалов во прва година се предвидени да се запишат 238 средношколци. Во средното основно училиште Киро Спанџаров Брко се планирани да се запишат вкупно 272 средношколци во две струки, а во средното општинско земјоделско шумарско училиште Ѓорче Петров слободни места има за 306 ученици. Мартина Митков со деталите. И средните училишта во Кавадарци денес ги отворија вратите за полуматурантите. Повеќе од 800 слободни места има во трите училишта во Кавадарци. Во гимназијата Добри Даскалов во прва година се предвидени да се запишат 238 средношколци, од кои 170 се за гимназиско образование, а 68 за стручно образование. Во рамки на стручното ќе се формираат два класа од по 34 ученици и тоа еден клас за правен техничар, а другиот за економски. Во средното општинско училиште Киро Спанџов Брко се планирани да се запишат вкупно 272 средношколци во две струки. Машинска струка со 102 ученици и електротехничка струка со 170 ученици, сите заедно во 8 паралелки. Може да се запишат на енергетичар, за техничар за компјутерска техника и автоматика и на машинските смерови. Според развојот на технологијата, електроструките се многу повише развиени неголи останатите. Поглед на технологијата, нормално е дека оде повеќе и повеќе, значи енергетика и информатика. Информатика, значи се учат некои програмски јазици, например, дел од праксата е ова. А може и, например, доколку се сака некоја да имаш голема желба за на факултет, може и не знам, механички техничар, нешто. Па тука би запишал и сега, да сум прва година, тука би се запишал за тоа што стручна школа ми е по-добро, така ми е на дофат. Кадрите кои се школуваат во училиштето Киро Спанџов Брко се обучени за машински техничар и автотехничар мехатроничар, автомеханичар како и електротехничар енергетичар, електротехничар за компјутерска техника и автоматика и електротехничар за електроника и телекомуникации, како и електричар и електромеханичар за компјутерска техника и технологија, кои се изучуваат 3 години. Ова се струки на иднината, стручни занимања кои нудат можност за дошколување во одредена област или директно влегување во производството, односно директно вработување. Тоа е предноста која во оваа фаза на уписот привлекува доста заинтересирани. Тие што се запишуваат на струките за енергетичар и за информатика може после на крајот на прва година потполнуваат анкетни листови, а после во почетокот на втора година на почетокот даваат интервју. Дојде професорот од фабриката и ги прашува кој е заинтересиран, кој сака. Па денес земав да лемам, например, тоа ми е мојата омилена работа. Повеќе го учиме на практичната настава во фирма Дрексел Мајер Кавадарци и е доста интересно. И средното општинско земјоделско училиште Ѓорче Петров ги започна уписите за 4 своји струки. Слободни места има за вкупно 306 ученици по 34 во 9 паралелки. Годинава учениците можат да се запишат во шумарско дрвопреработувачка, земјоделско-ветеринарска, угостителско-туристичка и хемиско-технолошка струка. Со 3 годишно образование ова училиште има 4 струки, а со 2 години еден смер. Тоа е месар.
На вчерашната панел дискусија организирана од ВМРО ДПМН на тема единствените кои инвестираат и го подобруваат образованието. Градоначалникот на општина Газибаба Тони Трајковски ги истакна резултатите од работата на локалната самоуправа која што е раководена од ВМРО ДПМН. Една од главните карактеристики за време на владењето на ВМРО ДПМН беше соработката помеѓу владата, Министерството за образование и наука и локалната самоуправа, истакна градоначалникот на Газибаба Тони Трајковски на панел дискусијата единствени кои инвестираат и го подобруваат образованието, која ја организира ВМРО ДПМН. Во голем број општини во изминатите 30 на 40 години немаше изградено нов училишен објект, но во изминатите 10 на години се реализираа низа проекти за подобрување на воспитно-образовниот процес, рече тој. Преку 400 основни и средни училишта беа реконструирани во сите општини во Република Македонија, а преку 72 објекти беа изградени нови. Тоа е навистина една бројка која што покажува дека се работеше интензивно, се работеше секојдневно и како што напоменав со еден концепт на здружување на заедничко партнерско учество. Соработката во решавањето на проблемите во овој сегмент е многу важна, смета Трајковски, кој додаде дека како резултат на одличната соработка помеѓу институциите во изминатиот период беа реализирани споменатите проекти. А како една паралела да направам, еве веќе близу 30 на дена поминуваат од практицирање на власта на СДС со нивните коалициони партнери. За жал досега немаме никаква комуникација со Министерството. Оние проблеми што ги решаваме сами со сопствени средства, иако голем дел од проектите веќе беа договорени, а за дел од нив и беа обезбедени средства и требаше веќе оваа година да ги започнеме. Трајковски напомена дека во сите општини во земјава се евидентни сите проекти во образованието кои во изминатиот период ги реализираше владата предводена од ВМРО ДПМН. Продолжен е рокот за пријавување за користење на финансиските средства од ИПАР-2 програмата. Причината е да се овозможи доволно време за изработка на поголем број на апликации. Мерките остануваат исти како и во првата програма, но со зголемена стапка на кофинансирање и до 70%. Рокот за пријавување за користење на финансиските средства од ИПАР-2 е продолжен. Наместо до 23 јуни огласот ќе трае еден месец повеќе, односно до 21 јули. Причината за продолжувањето на рокот за пријавување е да се одговори на барањата на потенцијалните корисници за подготовка на целосната документација. Наместо досегашните 50, односно 55%, стапката на кофинансирање во првата мерка, инвестиции во земјоделски стопанства, може да достигне до 70% во неразвиените планински подрачја. Новина и воведувањето на житните култури како прифатлив сектор за инвестирањето во обновливи извори на енергија, дел за сопствено користење на енергијата, а дел за продажба. ИПАР-2 програмата има на располагање околу 60 милиони евра европски пари, на кои се додаваат и 25% средства од македонскиот буџет. Се планира да се овозможи и поддршка на инвестициите во рурална инфраструктура, а корисници на средства ќе бидат општините. Реплика на старата прочуена велешка гемија од утре па во наредните 4 дена ќе плови по реката Вардар. Стартува 19-тата Вардарска регата Гемиџи. Организаторите велат дека подготовките привршуваат вечерва во чест на модерните Гемиџи. Пред споменикот на славните Гемиџи ќе се чествува гемијата, превозното средство на познатите велешки трговци. Нова регата ова година учество ги земат некаде околу 100 учесници, некаде околу 14 пловива, вклучувајќи и гемијата. И оваа година ќе имаме само гости од Република Србија, тоа се некои стандардни наши гости кои што овие години се појавуваа. Регатата повторно и оваа година во познатите 4 етапи, значи Велес, Стрела 1 или Криволак, Стрела 1 Демиркапија Марвинци и последниот ден со прием на господинот Франгов во Гевгелија се завршува пловењето. Треба да нагласам дека оваа година
се само граѓани на град Велес и гости од Србија. Оваа година не се појавуваат луѓето од Министерството за одбрана, воената полиција, од други причини, од причини што едноставно луѓето имаат технички задачи во самата единица, значи чисто се појавуваат граѓаните на град Велес и гостите од Србија. Почна исплатата на субвенциите за тутунарите. Вкупно 25 милиони евра ќе легнат на сметките на производителите. За само 1,5 ден тутунопроизводителите ќе можат да ги добијат средствата без какви било селективни процедури, постапки и калкулации, нагласи ресорниот министер Николовски на пресконференцијата во владата. Од ресорното министерство посочува дека изминатиот период биле отстранети сите пречки околу исплатата. Се очекува исплатата да заврши до утре. Вестите од Македонија. ВМРО ДПМН ќе ги поддржи реформските агенди, важни за интеграциите во Европската Унија, за кои ќе се оцени дека би биле од интерес на граѓаните. Овој партиски став лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски му го соопштил на американскиот амбасадор Джес Бейли на средбата во партиското седиште. Соговорниците разговараа за актуелната состојба, приоритетите и предизвиците на државата. Беше констатирана заложбата Република Македонија што поскоро да добие позитивна одлука за членство во НАТО, што и представува стратешка определба на ВМРО ДПМН, стои во соопштението на партијата. На средбата била истакната и потребата за дебата во однос на значајните одлуки и законските решенија. Метју Нимиц, специјалниот представник на Обединетите нации и посредник во преговорите за разликите за името меѓу Македонија и Грција, на 2 и 3 јули ќе престојува во земјава. Нимиц ќе има средби со државниот врв на Македонија, а според најавите ќе замине за Атина на дводневни разговори со представници на грчката влада. Решавањето на спорот со името треба да биде високо поставено на агендата на новата влада во Македонија, истакнал Нимиц во интервју за грчки весник. Се зголемува минималната плата од 10 на 12.000 денари, а исплаќањето ќе почне од септември, соопшти министерот за финансии Драган Тевдовски. Тој изјавил дека владата обезбедила средства за поддршка на оваа мерка, а и работодавачите се согласуваат со зголемувањето на платите. За реализација на оваа мерка, до крајот на годинава би се потрошиле 6 милиони евра државни пари, кои се предвидени со ребалансот на буџетот, истакнал Тевдовски. Најмалку 34 луѓе се повредени откако воз излета од шините во метро во Њујорк. Според соопштението на властите од градот, 34 луѓе се хоспитализирани и ниту еден не е во критична состојба. Евакуирани се 3 возови од подземната железница и патниците се на безбедно. На социјалните мрежи се појавија фотографии на кои се гледаат хаотични сцени и чат. Свето денеска. Во Американскиот сенат одложено е гласањето за предлог законот со кој треба да се укине и замени Обамакер, клучна реформа на системот за здравствена заштита, воведена во времето на председателот Барак Обама. Републиканците одлучиле дека засега не треба да го гласаат предлог законот, откако со независна анализа е утврдено дека ако нивниот предлог се усвои, 22 милиона луѓе ќе загубат здравствено осигурување во следните 10 години. Киевскиот аеродром, Народната банка и дистрибутер на електрична енергија се дел од украинските државни институции и компании, кои пријавиле проблеми со компјутерските системи како резултат на хакерски напади. Во последниот хакерски напад премиерот на Украина обелодени дека нападнат и компјутерскиот систем на владата. Експерти за интернет безбедност сметаат дека нападите нема да запрат. Освен Украина, на удар на хакерите беа и компании од Русија, Велика Британија, Данска, Шпанија, Шведска, Индија и Норвешка.
И како последна информација за овој информативен преглед се секако метеослучувањата. Македонија од утре до сабота ќе биде зафатена од високи температури од портокалова фаза. Од Управата за хидрометеоролошки работи најавуваат дека температурата некаде ќе достигне над 40 степен. Поради ова Министерството за здравство препорачуваат работни обврски да се ослободат бремените жени и хронично болните лица на возраст над 60 години, а работодавачите да го реорганизираат работното време со цел да се избегнуваат активности на отворено во период од 11 до 17 часот. Се препорачува да не се одржуваат спортски активности на отворено во периодот од 11 до 17 часот, а во градинките да не ги изнесуваат децата на отворено во овој временски период. Со ова го завршуваме овој информативен преглед. Јас ви благодарам на вниманието и пријатно.